Сиромаштијата во Македонија секогаш представува тешко прашање. Состојбата со нејза е очајна. Значи, се наоѓаме во состојба во која што не ни требаат само целите, туку треба сите да се ангажираме да може да излеземе од таму. Се надеваме дека нашата влада ќе го постави таргетот високо и дека ќе се обврзе постоечкиот процент на сиромаштија да го намали на она што значи сиромаштија на светско ниво. Каков е процентот во Македонија? Во моментов, според последните податоци е 22,1% и бележи благ пораст од минатата година. Значи си постои линија на сиромаштија која што го утврдува Заводот за статистика, таа е на национално ниво, во моментов изнесува нешто над 7.000 денари за поединец и сите оние кои што имаат помалку од 7.000 денари месечно да преживеат се наоѓаат под линијата за сиромаштија. Секако дека и оние кои што се блиску над неа не живеат квалитетно, меѓутоа не се во бројката на сиромашни. Ние веќе подолго време инсистираме дека во Македонија недостигаат две клучни работи, а тоа е да се гарантира финансиската безбедност на граѓаните, значи не социјална помош од 30 евра, туку вистинска квалитетна поддршка и второ сет на услуги кои што ќе им помогнат значи сет на услуги кои што не се пари, туку кои што ќе им помогнат во надминување на секојдневните предизвици. Значи во образованието не може да очекувате децата кои што живеат во вонредни услови, во очајни услови дома да покажуваат добри резултати на училиште и затоа значи покрај финансиската поддршка за семејството потребно е да има социјални услуги кои што ќе подразбираат квалитетно образование и дополнителна помош и поддршка во соблюдувањето на предметите и нели се она што го бара образовниот процес. Она што ние го работиме како Фонд за население на Обединети нации, тоа е подобрување на базите на податоци со кои што ќе можат подобро да се разберат причините зошто некој дел од населението живее во одредени услови, кои се сите фактори кои што влијаат врз сиромаштијата, податоците и поврзаноста на влијанието на различните ризик фактори. Таквото подобрување на податоците секако дека е во соработка со Државниот завод за статистика, меѓутоа секако и другите податоци. Например, ние се уште се соочуваме со слаби здравствени услуги, каде што го поддржуваме Министерството за здравство да ги подобри услугите во однос на жените, на родилките во родилиштата, каде што еден дел секако дека има влијание и врз целокупната благосостојба. Така да на многу фактори треба да се влијае за да се има успех понатаму и одржлив развој до 2030 година.